10-годишните Јована и Јана Симовски од Тетово се деца како и сите други, но со малку поинакво секојдневие. Покрај училишните обврски во наставни активности, дружбата со другарчињата, нивниот ден е исполнет и со проверка на нивото на шеќерот во крвта, броење на јаглехидрати и повеќекратно инјектирање инсулин, бидејќи имаат диабетес. Но со нивните насмевки и позитивна енергија покажуваат дека хероите доаѓаат во различни големини. Јас сум Јована Симовска, имам 10 години, сум 6 оделение, учам во основното училиште Андреја Савески Кикиш, тренирам отбојка и одам на музичко, свирам пијано. Јас сум како сите други деца, само што се разликувам по тоа што имам диабетес тип 1, кој го добив на 4 години. Тоа не ми смета ни на мене, ниту на другите деца, туку напротив, на нив им е дури интересно кој се буцкам. И знаат да се соберат околу мене да видат што правам. Јас сум Јана Симовска и исто се ја научиме во 6 оделение. Јас го добив диабетесот една година по Јована и тоа што оставаме инсулин, боцкањето, ептен ме нервира и сакаме да добиеме конечно еден сензор за да се ги одмориме прсињата. Токму јавното искажување на состојбата со која се соочуваат е начинот да им се помогне на децата со диабетес, бидејќи и нивната околина треба да знае со што тие се соочуваат. Најпрвен за да им се помогне кога имаат потешкоти, но и за да ги прифати, вели Ирена Симовска, мајката на Јана и Јована. Таа пред нашата камера го раскажа патот кој го поминал нивното семејство, од моментот кога на нејзините деца им е диагностицирана шеќерна болест. Првите симптоми воопшто не ги препознавме и секогаш тоа прво го припишувавме на нешто сосем друго. Тоа се случи баш тие кога беа големите снегови од 2 метри и честото мокрење, жета, што ја чувствуваше Јована, го припишувавме на настинка. Потоа таа длабоко, имаше моменти кога длабоко ќе заспие, а бидејќи она беше многу активно дете, мислевме дека всушност таа е заморена и затоа спие. Имаше моменти кога е раздражлива и пак чержеш пак е тоа дете, се случува. И кога почна пак почесто така да мокри, и ајде викаме време е на настинки, на грипови, ајде ќе однесеме на лекар, бидејќи беше февруар месец. И кога отидовме таму, кога ги кажав и другите попратни симптоми на докторката, и за среќа на вистина она ги препозна, иако ништо не ми рече, само едноставно не прати да направиме анализа на крвта. И сега какви се тоа чувствата, тоа како да се опише. Значи една голема шокирани си, значи воопшто не реагираш во тој момент, не знаеш што се случува. Многу прашања ти се вртат. Зошто баш на моето дете? Зошто? Каде сгрешиш? Значи прво се обвинуваш сами од себе си, да си направил некоја грешка. И откако се тоа, дека обука си добивме, и сега почнуваш дека втора фаза, а тоа мислам сите семејства како ќе слушаат дека горе-доле си го поминуваат, фаза да истражуваш, значи седнуваш пред компјутер, сурфаш, по различни страници, што е диабетесот, зошто доаѓа, како доаѓа. Се до еден момент, ми се чини, тоа е пресуден момент во кај сите семејства, кога ќе прифатиш дека твоето дете има диабетес. Ние уште од првиот момент, значи нашето семејство, решивме да не ја криеме нашата состојба. Значи, веднаш на сите е кажано. Неопходно е членовите на семејствата со диабетес да добиваат континуирана едукација за самосправување и соодветна поддршка, со што би се намалил емоционалниот товар. За интеграција на децата со диабетес во системот треба да се започне уште од училишните установи. Симовска вели дека секојдневието на децата со диабетес многу би се олеснило доколку надлежните се заложат да се обезбедат сензорни мерачи на шеќер во крвта, што ќе помогне во контролата на гликемијата. Во овие 6 години, скоро 6 години, од кога сме во оваа состојба, можеме да кажеме дека сме се сретнувале со многу различни проблеми.
тука имаше периоди кога имаше квалитетни инсулини и неквалитетни инсулини, кога ќе им ставивме инсулин изгледаше како да им ставаме вода, организмот воопшто не реагираше. Потоа тука е проблемот и со мерачите за мерење на гликемиите. За среќа постои една иницијатива од страна на родителите на деца со диабетис, поддржани од докторите, ендокринолози, каде што ја истакнавме и потребата од можноста од на некој начин самиот фонд да ни обезбеди сензори за континуирање мерење на шеќерот во крвта. На тој начин, кај децата, прво ќе се намали болката, кај прстите, ќе се намали боцкањето, сепак 150 боцкања во текот на 1 месец и 2 не е исто, од една страна, потоа во секој момент континуирано ќе можеме да следиме како се движи шеќерот во крвта и благовремено да реагираме. Во Тетовско има повеќе од 70 деца со диабетес, поради што постои иницијатива на родителите да се формира Сдружение за детски диабетес, со цел да се слушне нивниот глас и да се создадат подобри услови за нив.